Владата денеска се задолжи за 345 милиони и 20 илјади денари или вкупно 5,6 милиони евра на домашниот пазар, сума која е идентична со онаа која достасува за враќање на стари долгови веќе во среда. Станува збор за 15 годишни државни обврзници со девизна клаузула со каматна стапка од 3,8%. Заемот треба да се врати до 2032 година. Поборувачката на државни хартии од вредност од страна на инвеститорите изнесуваше 8,2 милиони евра, но владата се задолжи само за предвидената сума од 5,6 милиони евра. Новата влада на СДСМ, иако доскоро ја критикуваше претходната влада на ВМРО-ДПМН дека непотребно се задолжува, 2 недели откако е на власт, продолжува со задолжувањата. Во меѓувреме, министерот за финансии Драган Тевдовски за ова лето најави ребаланс на буџетот. Од Министерството за финансии за најавениот ребаланс вела дека економскиот тим во Министерството посветено работи на повеќе важни сегменти. Тимот е фокусира на добивање на конкретни резултати, кои уредно и навремено ќе ги презентира во јавноста, се вели во краткиот одговор од финансии. Министерот Тевдовски при првата средба со новинарите пред 10 дена изјави дека ги задолжил сите буџетски корисници, општините, јавните претпријатија и стопанските комори во најбрз можен рок да достават податоци и уверуваше дека редовно ќе се исплаќаат платите, пензиите, социјалната помош, субвенциите, повратот на ДДВ до крајот на годината. Ние веднаш почнавме овде подготовка на ребаланс на буџетот. Значи, секторот буџет во Министерството за финансии ја започна постапката. Во моментов буџетските аналитичари контактираат со сите буџетски корисници, бидејќи ние имаме податоци за реализацијата на буџетот, но они утврдуваат кои се обврски за до крајот на годината. Значи, нашите главни насоки се да се подобри ефикасноста на јавните трошења, значи секаде каде што може оној луксус, комодитет на власта или неефикасност во трошењето да се скрати, со намера да се даде повеќе предност на нешто што ќе ја раздвижува економијата. Со ребалансот, како што најави Тевдовски, ќе има пари и за дел од владините политики, меѓу кои за растот на минималната плата, ќе се кратат непродуктивните трошоци. За покривањето на надворешниот долг пак ќе се користат парите од еврообврзницата. Паралелно се прават анализи како да се финансира дефицитот, дали со задолжување на домашниот или на странскиот пазар.